поздрав уште еден и до тебе, Ивана, токму така и ова вклучување на лице место ќе го посветиме на летниот период, на летните одмори, односно ќе дадеме дополнителни совети како до правилна заштита и превенција од убоди од морски животни, кои што од делот некои морски животни може да самите убоди може да доведат до бурни алергиски реакции. Токму нешто повеќе на ова тема ќе слушнеме во продолжение од мојот денешен гостин, доктор Тихомир Цветковиќ. Да му посакаме добро утро. Добро утро. На самиот почеток ќе прашам за убот од морски еж. Која е она најдобра заштита која што треба да ја спроведеме во тој момент, доколку дојде до таква ситуација? Генерално тоа е нешто најчесто што може на нашите простори да очекуваме, тоа се доста чести појави. Меѓутоа има известен протокол кој би бил убаво да се запази со цел да се нанесе минимум штета, нели? Веднаш по убодот најбитно е да не се паничи. Значи тоа е прво и основно. Второ, тие боцки не се отровни, само се така еден механичка травма, што значи треба местото да се обезболи, слободно може да се земат било кои препарати фармаколошки кои што би ублажиле болката. И многу е битно значи да не се манипулира со нив, да не се пипаат без концепт. Триењето, гребењето, пробувањето разни препарати природни, пошто сме слушале смола од смолкова и слично, тоа да не се практицира, туку генерално и нежно со чупалица или со пинцета што ни е при рака. Значи можеме и сами? Да, апсолутно. Сами не знам дали би требало да пробуваме, меѓутоа некој може да ни помогне, не бара некоја посебна вештина, треба да се извадат и треба да се извадат нежно. Ако се манипулира со нив, тие се шупливи и лесно се кршат, може да останат и тука настануваат сите проблеми. Значи се случуваат инфекции, бидејќи тоа се полни со бактерии, се случуваат инфекции кои што може сериозно да наштетат на нашето здравје. Откако ќе ги извадиме самите буцки, дали треба да ставаме некоја крема или нешто дополнително со цел и да не дојде до некоја инфекција? Така, значи секогаш рана како рана, дали била од морски еж или било од нешто друго, антисептички протокол треба да се примени, значи има локални препарати во вид на спречиња, во вид на лосиони или антибиотски препарати кои што би го исчистиле местото после извадените боцки и на тој начин нели се спречува да се развие некаков тип на поголем тип на инфекција. Во самата најава ги напоменав и алергиските реакции кои што доаѓаат од убоди на медузи. Како да се заштитиме пак во овој момент? И кои се симптомите дека станува збор за убот од медузи? Па генерално вака во пракса ретко гледаме такви настани, но има, не е исклучено. Соседните земји кои што се на море имаат медузи, знае да се случи некој таков настан. Генерално важи истото правило, значи без паника, веднаш се излегува од водата, бидејќи тие нематоцити или иглички кои што ги пуштаат медузите да плутаат наоколу и да не настане или на друго место да не дојде до контакт, треба да се излезе од вода. Убаво да се премие со морска вода, не со обична, затоа што може да го потенцираат болката и отровот. Значи со морска вода само да се промие од песок или од нешто друго, а осипот е јасен како црвенило, линеарно распоредено, кое што може да има и пликчиња. Тоа е основната реакција на отровот. Прво нешто што се препорачува како SOS варијанта, значи некако фармаколошки препарат, е со оцет. Да, со оцет значи да се помине местото, тој го неутрализира отровот од самата медуза и со тоа може да намали болката. Се разбира, тоа не е доволно. Препорачуваме обавезно и некаков антихистамински препарат. Нашата популација го знае лоратадинот, летизенот, значи тоа се антихистамински препарати. Веднаш да се напијат и да не се става ни еден друг препарат. Кога ќе се подсмири местото, значи пошто тоа релативно брзо станува, или ако се уште веќе имаме болка, може под топла вода да се стави местото на убодот и тоа исто така го неутрализира отров. Меѓутоа не веднаш, не одма. Првата линија на одбрана е да се тргнеме од вода, да го промиеме со морска вода и да нанесеме ацетатична киселина или оцет.
Напоменавме за морските ежови, за убодите, што е најчеста појава, како што напоменавме, ета нешто и за алергиите кои што може да се појават од убодот на медузи. Кои се оние други опасности кои што не демнат од самиот контакт со други морски животни можеби? Па и се што е со отров знае во суштина да направи силни алергиски реакции или анафилакси, тоа се веќе поинакви здравствени состојби кои што бараат итна лекарско внимание и на тој начин да се спречи нели животно загрозувачка состојба. Алергиските реакции верувам повеќето од нас знаат како да ги третираат, уште побитно знаат како да ги распознаат, дека станува збор не за обичен убод, туку и алергиска реакција и веднаш да се побара медицинска помош. Значи тоа се разбира првиот тој момент. Во однос на друг тип на убоди или на рани што може да настанат од животни или морски нели организми, еве често гледаме сега во тренд се и тропските дестинации, значи избегнуваме да допираме корали со прсти, бидејќи дел од нив имаат и бактериска флора, која што може да биде многу опасна, се остри настануваат рани кои што тешко зараснуваат и се разбира постојат еден куп животни кои што во себе содржат некаков токсин. Генерално нашата популација системски или генетски нема некаков одбранбен механизм, не е природно живеалиште тоа. Е навикнато на. Апсолутно, така да не знаеме што се може да се случи, затоа велиме убаво е да се избегнува контакт колку може повеќе. Колку може да се внимава и да се избегнува самиот контакт. Ви благодарам многу за одвоеното време. Благодарам на поканата. Се надевам дека сите овие совети повторно беа добродојдени за сите наши гледачи кои што ќе одат во следниот период на летен одмор. До тогаш ве поздравуваме и се разбира дека се гледаме повторно утре со нови вклучување на лице место и се разбира со актуелни и интересни теми.